Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Сега е 18 часот и 28 минути, време за најавеното интервју и минутите со нашиот денешен гостин господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Верувам дека веќе сме заедно, господине Никовски. Добро ви утро и добро ни дојдовте по втор пат на Македонски корени. Добра вечер и поздрав на сите наши во Австралија. Добро утро, добар ден, добра вечер на сите македонци каде се ни светот. Ви сваќам срдечни поздрави од сите неосвестени бугари од нашата мила Македонија. Да не останам јас покус, господине Никовски, добро ви утро и од мене. Поздравот Добро те го утро, пренесеме. добро утро. Најавениот план Б, кој Заев го најавуваше, го обелодени за еден бугарски портал. Како и што се очекуваше, планот предвидува бугаризација на македонскиот народ и македонскиот јазик. Тој во интервјуто кажа многу историски невистини. Ќе спомнам само две од многуте. Дека Бугарија не била окупаторска држава, туку ослободителна и дека се борела против антифашизмот. И другата небулоза што ја кажа дека бугарите во Втората светска војна ги ослободиле Скопје, Куманово, Крива Паланка, Прилеп и другите градови во Македонија. Што имате вие да кажете за овој интервју од кое се згрози цела македонска јавност? Што се крие зад сценариото на ова негово скандалозно интервју? Видите, пред да ви одговорам на прашањето, ќе прочитам една изјава на нашиот ценет и недостижен Мисирков, Крсте Мисирков. Тој рекол: Србите и бугарите треба добро да помнат дека тоа национално чувство и свест кај македонците постојат не од вчера, туку од пред основањето на Охридската архиепископија за време на целото нејзино постоење и по нејзиното уништување се до ден денешен. А има, ќе потсетам и една многу интересна изјава на Борис Сарафов во 1902 година, кога еден руски аналитичар, историчар, публицист го прашал: добро, господине Сарафов, србите велат дека сте србин, бугарите дека сте бугарин, грците дека сте грч, што сте вие? А Сарафов мудро му одговорил: па во вашето прашање е и одговорот. Ако едните тврдат дека сме едно, другите друго, третите трето, тоа само по себе покажува дека сме нешто четврто, а ние сме македонци. Мислам, две многу убави изјави, а ќе спомнам уште нешто, дека ако 200 години отприлике имало македонско прашање, може ли да нема македонци? Мислам, тоа само по себе покажува дека се тоа што прави Бугарија е еден абсурд, една глупост, на безсмисленост. А точно таква е и изјавата на нашиот премиер, кој сака да ја менува историјата, кој сака да го докажува невозможното. Меѓутоа, знаете, тоа е де факто направено во очај. Човекот нема друга опција освен да го испорача тоа за што е донесен на власт. И странските аналитичари подсетуваат и нагласуваат дека промената на власта во Македонија во 2016 година беше со странско учество. Значи не беше нешто автохтоно, наше, нели така, народно и така натака, туку беше насилно. И да подсетиме дека поранешниот премиер Груевски, кој секако имаше своји грешки, беше де факто исфрлен како партал од власта само затоа што не испорача, само затоа што не беше спремен никогаш да капитулира и да прифати дека не сме македонци. Затоа таа странска сила, разбирате, или сили, ако сакате, бидејќи се работи за повеќе држави, а еден е водач, тоа е први во светот, нема друг начин да ги реализираат своји интереси во Македонија, освен да е промена таа власт и да е донесат оваа која има единствена задача да испорача. И се тоа што го прави Заев е де факто во очај, бидејќи ако
играше тој на единствена карта Македонија да влезе во Европската Унија. Се гледа дека такво нешто не е на повидок, дека Бугарија реализира секој своји историски синдроми добро познати на сите нас, меѓутоа во прашање се и пошироки интереси на меѓународниот фактор, што е најстрашно во целата ситуација, бидејќи истото беше кога и Грција не попречуваше, истото е и сега, и тоа мора најмногу да не загрижува и да бидеме свесни дека мораме да се бориме не само против нашите соседи, него многу пошироко. За жал, со една ваква изјава, која убаво ја оценија дури и Црвенковски, дали така, лидерот долгогодишен на СДСМ и некаква икона на оваа партија, исто така и лидерот на опозицијата е во најмала рака скандалозна, ги девалвира сите наши напори и обиди да се избориме за членство во Унијата и не враќа не десетина, него до 30 години назад, де факто на почетокот од распадот на Југославија. Мислам дека е дадена во очај и мислам дека и ќе има силни последици во политичкиот живот на Македонија, благодарејќи меѓу другото и на изјавата на Црвенковски, која вие пред малку ја имитувавте. Господине Никовски, да се подсетиме неколку дена пред Заев да го даде споменатото интервју за овој бугарски портал, ги критикуваше бугарските власти. Ова што Заев сега го кажа за бугарскиот портал, всушност е потврда на тоа што се шпекулираше дека тој неколку недели и месеци пред тоа го потпишал како анекс, зашто ние говоревме во една од претходните емисии овде на Македонски корени. Колку сега сето ова што Заев го изјави за овој портал ке влијае во понатамошните разговори со соседите, пред се со Бугарија? Ова изјава ја подкопа целосно нашата позиција, не само према Бугарија, него и на патот кој е трасиран за наше членство во Унијата. Мислам дека, како што и пред малку реков, тоа воопшто не е случајно, тоа е дел од неговиот концепт, бидејќи тој целата своја политичка кариера со која дојде на власт, ја базираше, реков, на членството во Европската Унија. Тоа очигледно е далеку, не е нешто реално и што може брзо да се реализира. И сега тој се обидува, велам, да се додвори, да го свитка рбетот не веќе на една, да речам, поднослива димензија, него да го скрши, де факто. Он го крши рбетот на нашата земја, ги руши нашите фундаментални интереси и, знаете, опасноста која доаѓа од ова негова изјава, не само за Македонија, него за целиот наш регион, бидејќи сите земји кои останавме надвор од Унијата, тоа се 6 земји, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово, Македонија и Албанија, тешко дека ќе влезат во Унијата, бидејќи ако се стават на маса историските прашања, ако се почне со некаква ревизија на историјата, што е нешто погубно и надвор од умот, мислам дека веќе ќе заврши проширувањето и вратата за Европската Унија ќе биде затворена. Колку е тоа интерес не само на Бугарија, него и пошироко и на Брисел и на Вашингтон, треба да се види. Мислам дека во тоа има некоја основа и дека со една таква ситуација мора да калкулираат сите наши политички лидери, кои за жал во овој момент не се спремни на такво нешто. Да се надеваме дека последиците, бидејќи осудата на ова во најмала рака, мислам, глупост и безсмисленост на Заев се видливи и мислам дека го сплоти на некој македонскиот народ, бидејќи реакциите се, би рекол, 95 или 96% негативна таа изјава. Сите осудуваат таа изјава, освен еден мал број на шака лица, шака луѓе кои се негови блиски соработници, вклучувајќи ја и реакцијата на самата партија, која доаѓа од лица кои се нему блиски. Иначе и вие ги спомнавте реакциите на поранешни видни членови на Социјалдемократскиот сојуз, покрај Бранко Црвенковски, Илинка Митрева и други.
За жал, тоа се уште лицата кои беа негови соработници и кои откако дојде Заев на власт ги исфали сите нив од партијата, така да тоа е уште тоа, да речем, крило или поддржувачи на Бранко Црвенковски, ама не знаеме каква ќе биде реакцијата на самата партија. Мислам, јасно е дека таму беше направена голема чистка на сите тие што беа на некој начин близко до Бранко и ако таа партија сега потврли и не реагира соодветно на интересите, на фундаментални интереси на македонскиот народ и македонската држава, мислам дека партијата ќе се најде во еден ќорсокак и дека ќе ги сноси сосема оправдано последиците на еден ваков крајно неприфатлив и предавнички исчекот. Очигледно е дека бугарскиот државен врв, но и Заев, заедно со неговата влада, во обид да се додвори до неговиот пријател во Бугарија, бугарите сакат да ги представат како ослободители. Но не можам јас барем да сватам и да се начудам на ваквите глупости, бидејќи колку што нас не е познато, постои документ, поточно Париски договор, кој е потпишен во 1947 година, а во кој договор е наведено дека токму Бугарија била сојузник на Хитлер и дека заради тоа треба да плати репарација на Македонија и Западна Тракија за злоделата кои ги направиле за време на Втората светска војна, а за тоа треба да плати 45 милиони американски долари. Да му кажеме на нашите слушатели само и гледачи дека оваа сума на пари е во целост доисплатена во 1964 година. Зошто за ова молчат нашите политичари, господине Николски? Зошто Бугарија толку силно не притискаше за остварување на нивниот Стефански сон веднаш по создавањето на независна република Македонија? Дали може би една од причините е токму во тоа што се уште се сетавањата за таквите злодела и исплаќањето на репарацијата беа свежи во меморијата на македонскиот народ? Видите, фашистичкото минуто на Бугарија е реалност, факт кој никој не може да го игнорира. Меѓутоа, позадината на се ова што се прави во Бугарија е малце подлабока. Знаете, ако Македонија влезе во Европската Унија со македонци, тоа што сме ние и сме биле со векови, ако не и милениуми, завршува неизинниот историски синдром дека сме ние неосвестени бугари, што е чиста будалштина. На почетокот ги спомнавме фактите кои покажуваат дека такво нешто е надвор од умот, нели така е за чиста безсмислица. Значи, тие немаат друга опција во моментов, туку додатна на таква, да речам, безсмислена идеја, надвор од умот идеја, затоа што ако прифатат, например, дека Гоце Делчев е македонец, значи има македонци, значи има македонско малцинство во Бугарија. И зашто тие сето тоа го врзуваат до 1944 година, пред тоа и по тоа? Затоа што ако македонци имало, например, после Првата светска војна, тоа значи дека и македонското малцинство во Бугарија е реалност. Ако сме ние, нели така, измислени од Тито во 1944 година и претходно во 1934 година од Коминтерната, значи нема ни теоретски, ни природни можности да има македонци во Бугарија. И Захариева рече дека еден од главните, клучните проблеми во целата мешаница се македонците во Бугарија. Значи, Бугарија на тој начин сака дефинитивно да го затвори македонското прашање, а тоа не е само нејзина цел, него, како што рековме на почетокот, многу поширока, и во тие обиди, разбирате, оди на тоа дека тие де факто не ослободиле во 1944 година, што е еден крајен безобразлук во основата, разбирате. Факт е дека во тој период лидер бугарски беше Ѓорги Димитров и Тито и Димитров се договорија за да се рехабилитира Бугарија за своето срамно учество во фашистичката оска, да се дозволи на нивните новоформирани сили
учествуваат во некои операции на теренот на Југославија, само за, велам да, како еден гест на добра волја и на пријателство. Да не заборавиме дека после тоа се зборуваше и за некаква федерација меѓусебна, дека имаше Бледски договор меѓу Тито и Димитров, кој за жал не се реализира. Во тој период беше дозволено македонците во Бугарија, во Пиринскиот дел на Македонија да се изјаснуваат како македонци, на пописот ги имаше скоро 200.000 и имаше школи, училишта, библиотеки, весници, мислам, комплетно признавање на македонското малцинство во земјата. Сето тоа сега се игнорира, се негира. Ѓорги Димитров, кој беше најголемите лидери на Бугарија, во целата нивна историја го фрлија на ѓубришето на историја, само ради Македонија. И да не забораваме дека Бугарија беше секогаш во историјата на погрешната страна. Сите нејзини сојузници пропаднаа, се распаднаа, доживеа порази, а таа беше секогаш на погрешната страна само заради едно, само заради Македонија. Тие и во Втората светска војна станаа фашисти, само да ја добијат Македонија, што и ја добија. И да не забораваме, Македонија тога беше прогласена за окупацијска зона, значи не за некаква администрација и слично. И во тој контекст, мислам, кога зборуваме за тие бугарски небулози, да кажеме и тоа дека Гоце Делчев во никој случај, ни теоретски, не може да биде херој и нивни и наш. Ако е нивни херој, разбирате, тој значи се бореше за бугарска Македонија. Затоа тие и се борат со сите сили да докажат дека тој бил бугарин, дека ако ние прифатиме такво нешто, тога значи дека тој се борел за бугарска Македонија. А ако се борел за нашава Македонија, што е факт историски и докажан со милион докази, тој можел да биде само предавник на Бугарија. Значи, никој не излезе со докази што направил Гоце Делчев за Бугарија, мислам, како држава, надвор од тоа што се борил за Македонија. Ако излезе со такви факти, може да се размислува зашто бил тој некој нивни херој. Такви факти нема. Значи, сето тоа што се случува е факт дека Бугарија се наоѓа на онај пресврт. Ако прифати дека ние ќе влеземе како македонци во Европската Унија, тоа значи крај на сите нивни синдроми и тоа значи дека де факто признава дека сме ние македонци. Сега ќе ви прочитам и изјави на бугарските врвни раководители, затоа што се тоа што се случува сега меѓу Бугарија и Македонија не е ништо ново. Да потсетиме дека проблемите кои постојат меѓу Македонија и Бугарија се многу подлабоки од тие што постојат меѓу Македонија и Грција, бидејќи за грците ние само да не сме македонци, ради брендот, разбирате, ради античка Македонија и слично, а ние сме за нив неспорно друг народ, само да не сме македонци. За бугарите ние сме само бугари, не представуваме како некој нешто друго, некој друг етнос, со друг јазик или без свој јазик и така натака и така натака. И велам, бугарите се сосема оправкувал, што сте изненадени, ова не е ништо ново. Ќе ви кажам дека поранешниот бугарски председател Ѓорги Прванов рекол: бугарската борба за слобода доведе до создавање на македонска држава. Значи, нивната борба за слобода. Плевнелиев уште додека беше председател, значи Росен Плевнелиев, рече Македонија треба да влезе во ЕУ, ама не е македонизмот каква антидемократска идеологија. Безобзирност, глупост, идиотизам, како сакате. Захариева, добивање датум за преговори не значи членство на Македонија во ЕУ. Румен Радев, сегашниот председател на Бугарија, ќе поддржиме Македонија, ама не на сметка на бугарската историја, јазик и идентитет, че ако призна само дека се бугари. Бојко Борисов, ние кажавме кои се нашите услови за ЕУ интеграција на Македонија и додал, и би им дал најбратски совет, да не си поставуваат невозможни услови, дека се македонци. Дека се македонци, јас го додавам, не е дел цитатот. Каракачанов, министер за одбрана, македонец и бугарин се два збора за едно исто. И на крајот Кристијан Вигенин, кој беше
во 2013 година министер за дворешни работи на Бугарија, значи пред 7 години, значи не е ништо ново, рече патот на Македонија кон ЕУ минува низ договорот за добрососедство со Бугарија. Тој договор нас ни беше наметнат како нешто, како уцена, разбирате, како ултиматум, само за да може да следува една ваква бугарска политика. И во тој договор има, мислам, работи кои изнесени многу посебно важни, не се спорни. Клучно е што Македонија прифати во тој договор дека имаме заедничка историја. Во светот нема два народа кои имаат заедничка историја. Народите кои имаат заедничка историја се само еден народ. Затоа Бугарија инсистираше, а нашите политички аматери тоа го прифатија и подпиша, и тоа се ќе не удара во глава и ќе биде навистина една голгота која ќе мораме со тешки маки да ја надминеме и да се вратиме на една нормална ситуација која ќе го отвори патот за наше ЕУ интегрирање. Ако ова што го зборуваат бугарските врвни личности на бугарската политичка сцена е така, тогаш им паѓа сето во вода, бидејќи тие самите одлучија да ги испратат коските на Гоце Делчев и да му го спроведат неговиот аманет да почива во независна Македонија, односно во главниот град на Македонија, тоа е во Скопје. Тоа не е воопшто спорно, разбирате. Бугарите се свесни дека македонци има, дека македонци имало и македонци ќе има. Меѓутоа, велам, сега е тој пресватен момент за нив. Гледате ли ние, затоа вели Прванов кој рече дека или Пеливан, како беше другиот, не е важно. Дека ако Македонија може во ЕУ, али не и македонизмот, не и македонците. Затоа за Македонија е многу поважно да влезе во Европската унија. Тоа ќе биде скоро невозможен процес како тргне да работите, отколку што влезе во Обединетите нации. Зашто Македонија во Обединетите нации на маргините, таму има 200 земји и Македонија не представува некој факт. Нема да биде никој факт или фактор во Европската унија. Меѓутоа, таму секојдневно се случуваат работи и Македонија ќе биде на пиедесталот на европските случувања и работи, нели така и настани, и на тој начин и македонскиот јазик, и македонскиот народ, и македонската историја, и се она што се прави во земјава ќе се промовира. Затоа, во Софија постои не страв, него една, да речем, паника, дека ако се продолжи со тој македонски пат према Европската унија, со македонци во земјата, дека Бугарија ќе доживее тежок пораз и Бугарија, де факто, сето тоа што го пропагирала речи 200 години, дека не постоиме како народ и како јазик, како историја и слично, ќе падне во вода. Така да, мора човек да разбере дека тие се во една таква еуфорија сега, дека не оставија никаков маневарски простор за било какви отстапки и тие се бараат само од нас и за жал во целата ситуација, нити Вашингтон, нити Европа, никој до сега јавно не ги осуди бугарите, затоа што тоа што го бараат е глупост, бесмислица, нешто нецивилизацијско, никој не рече ништо против тоа. Напротив, сите велат, да, ние ве поддржуваме начело со американците, ве поддржуваме да стане членка на Унијата, али договорите со Бугарија. Како да се договориме со Бугарија? Да прифатиме нивните ултиматуми и уцени дека не сме македонци? Да се тие нешто што е во рамките на нормалното, ќе речете, дајте луѓе, покажете разбирање, дали така демократија, значи решавање на проблемите со консензус. Како може да има отстапки, разбирате, и консензус за нешто што е недискутабилно, што е надвор од умот, што е нешто што е, велам, не може да биде тема на разговор, камо ли да договор. Меѓутоа, во целиот тој галиматијас, вината е сепак наша, затоа што ние прифативме и договор, ние прифативме и комисии кои треба да ни одедуваат историјата, нели така, што е исто така нешто, една ситуација која е невозможна, разбирате. И не само тоа, него другата страна тоа го намерно го наметна и тоа намерно не така, сосема плански сега го користи.
Господине Никовски, ке се сложиме, скоро сиот македонски народ, па и пријатели на Македонија се прашуваат свесен ли е Заев што направи со ова негово интервју или се беше смислено, колку само партизански гробови треба да се откопаат и колку споменици и надписи треба да се избришат и книги да се изгорат што сведочат за нас македонците, за да ги задоволи барањата на Борисов и неговата влада. Ке успеат ли да ни ја избришат меморијата? Шанси такви нема, меѓутоа, знаете, за тоа треба да се избориме. Проблемот, например, на нашите македонци во Бугарија и во Грција, кои, мислам, во 21. век живеат каде да е светот во 19. век, се тие што македонците никогаш не правеа проблеми. Светот има разбирање само за тие што прават проблеми. Најдобар случај е тоа се албанците, кои нели така доведоа до тоа да НАТО го бомбардира Белград. Меѓутоа, ако во даденава ситуација ние само го виткаме рбетот, ние само прифаќаме се што ни е наметнато, перспектива нема. Меѓутоа, да бидеме јасни, Македонецот преживеал со векови и милениуми, никој не може да го игнорира и да го уништи. Тоа ќе се повтори и сега, али со една ваква власт, со една ваква политичка опција која доминира во земјата и која диктира работи кои нели се надвор од умот, перспективите не ни се многу светли. Тоа ќе трае одредено време, па мислам народот повторно ќе има скоро или во некоја блиска иднина право да одлучува, иако ги избере оваа опција, тогаш не се заслужил ништо поарно. Меѓутоа, јас мислам дека нашиот народ направи две грешки во 2016-та и оваа година на изборите оваа година. Меѓутоа, знаете, човек учи и народите учат додека постојат и мислам дека тоа треба што поскоро да се исправи. Дали и колку ќе трае оваа влада треба да се види, меѓутоа, велам, таа ужива една широка поддршка во светот, затоа што интерес на светот е да македонците очигледно да се отвори македонското прашање, али велам, тоа може да се направи само ако ние дозволиме. Шанса таква нема, али ние треба да го тоа постигнеме и да таа реалност која никој не може да ја игнорира, да ја наметнеме како нешто за што нема дискусија и нема никакво место за било каков договор против тоа. Вие во минатото интервју на Македонски корени, а и денес малку рековте дека Македонија со сигурност не може да биде членка на Европската унија во следните 20 на години. Исто тоа се сеќавате да го кажа и од Брисел преку господинот Хан. Дали Македонија треба сега во овие моменти да ги замрзне преговорите за влез во Европската унија и да се сконцентрира на националното и економското прашање, на митото и корупцијата, па дури потоа да се навратат на патот кон Европската унија? Мислам дека тоа е било погрешно. Интерес на Македонија е да влезе во Европската унија. Знаете, Европската унија е едно цивилизацијско достигнување, уклучувајќи го и еврото како заедничка валута, нели така. Меѓутоа, проблемите се тамо длабоки. Проширувањето не е ни на 10-то место ни на таа агенда, иако тоа цело време го повторува дека им е цел и така натака и така натака. Видите, 61% од французите се против проширувањето, 60% од германците се против проширувањето, 58% од австријанците се против проширувањето. Тоа покажува дека тоа не е нешто реално. А од друга страна, нели, беа донесени нова методологија за прием на нови членки. Таа нова методологија не е донесена за да го олесни приемот, напротив, за да го отежни, разбирате. И според таа нова методологија не е доволно само да се исполнат некои, да речем, маргинални услови, како што беше на случајот со Бугарија, Романија. Тие денеска сметаат дека приемот на Бугарија и Романија беше погрешен. И тоа де факто сврти сликата и интересот на Европската унија за проширување. Сега тоа ќе оди на исполнување на норми од екологија,
економијата, разбирате, економијата наша не е компатибилна со европската, разбирате. Во Македонија бруто домашниот производ или GDP-то, како се вели на англиски, е 10 пати помало од просекот во Европската Унија. Тука нема компаративни можности за некаква соработка. Значи, ќе се бара и економски развој кој се стигнува со десетици, нели со декади, а не со години. Како пример дека тоа проширување и приемот на Македонија не е на маса и не е реалност, иако некои овдека луѓе, почувајќи од примерот, тврдат дека за 5 до 7 години ќе се стане членка, што е апсолутна безсмислица, разбирате. Фактот дека Црна Гора, која нема никакви проблеми, ни напорешти, ни внатрешти, разбирате, преговара од јуни 2012 година, 8 години. Тие не се ни на пола пат. Значи, 10 години ќе преговараат, а нема ни проблеми како ние со Бугарија, Грција и така натако, ќе им ни прават сопки на секој поглавје. Србија преговара од почетокот на јануари 2014 година, 6 години. Далеку се од прием во Унијата, разбирате. Више 10 години, најмалце можда и повеќе ќе трае. А Македонија утре да ги почне преговори, тој минатиот пат разговаравме таа тема, и без да има сопки со од овие два соседи, видите Бугарија што ни прави, пред да почнеме да преговараме. А на секој поглавле после тоа ќе има вистински барања, што сега само генерално се работи преку рамката да ни го загочат животот после. Тоа ќе бидат конкретните барања нивни. Значи, тоа покажува дека Македонија шансите да влезе во Европската Унија за 15-20 години се минимални и тоа наметнува наша обврска да се посветиме самите на себе. Затоа што оваа власт која игра на картата на Европската Унија почеток на преговорите, што ништо не значи во основата, не направи никакви реформи, разбирате. А Европската Унија на крајот од денот, велам да се повлече Бугарија, да се повлече Грција, а тие знаете како? Сега е Бугарија експонирана. Пробеше Грција, сега е Бугарија експонирана. Пак е да е Грција. Пак ќе се појави Кипар во преговорите како грчки сателит и така. Па пак ќе се појави Бугарија. Невозможна е нашата мисија. А велам, оваа власт никакви реформи не направи. А за Европската Унија клучни се реформите. А ние да ги постигнеме реформите, да направиме оваа држава да личи на една добра земја за живење, да изчистиме прво од ѓубришата кои се на секој чекор, од паркирањето кое секој паркира кај што ќе стигне, разбирате, што покажува дека владее хаос во државата, нема да не примат, велам, и никакви да немаме пречки било од кого во соседството или надвор од соседството. СДСМ и нивните коалициони партнери во последниве изборни циклуси има неколку слогани. Можеме уште повеќе, на прав пат и живот за сите. Од сето што го гледаме и слушаме, заев со неговата така наречена свиткана кичма на Македонија, но и пред се на македонскиот народ, им го донесе пеколот наместо ветениот подобар живот. Каде не водат ваквите изјави на заев што ги кажа на овој бугарски портал? Видите, во целина, интересот за Европската Унија мора да остане. Меѓутоа, изјавите кои ги даваат заев и сето она што го направија од 2016 кога дојдоа на власт е капитулација на Македонија. Прво тоа важи за договорот со Грција. Ние де факто прифативме дека нема македонци, тоа да не се залажуваме. Ние Македонската информативна агенција прекрстивме во медиумска информативна агенција. Се македонско се бриши, македонскиот народ, македонската опера и балет се национални. Значи, ти да тврдиш дека си го зајакнал овај идентитетот народен да бриши се македонски, тоа не оди едно со друго. Значи, во целина ова што го прави партијата со едно невидено единство кое се демонстрира во неа, кога пратениците гласаат за промена на уставот, кога пратениците, разбирате, прифаќаат договори кои се капитулантски за Македонија, предавнички во основата, покажува дека ние имаме една власт која е спремна на се
и која нема никакви обзири, нити некакви, да речам, намери да нешто направи во интерес на народот. Таа единствено ги исполнува тие обврски кои ги земува пред меѓународната заедница и тоа е политика која оди. Ќе видиме дали овие нови изјави и барањето на Бранко Црвенковски за изјаснување на извршниот одбор на СДСМ ќе донесе некои резултати. Меѓутоа, велам, за сега веројатно врие во партијата, меѓутоа немаме никакви индикатори дека ќе дојде до некакви промени во кои би значило дека може да падне власта, затоа што ако биде променет премиерот, паѓа и владата, разбирате. Не може да се промени премиерот, да остане владата. А од оваа влада сегашна, само Министерката за култура изрази одредено несогласување со изјавите на Заев и да не забораваме дека се тоа се прави со бришењето на македонскиот карактер на државата и на македонизмот, има одговара на албанските политичари, кои скоро отворено, веќе отворено водат една голема албанска политика. Господине Миковски, со оглед на времето, планираме повеќе да разговараме, меѓутоа, вие напоменавте дека новата методологија, која што е на снага, ќе биде уште потешко за влез на оние земји кои што се кандидати за членство во Европската Унија. Инаку, во последниве неколку денови ВМРО ДПМН излезе на протест за смена на власта, бараат оставка за Заев и слобода на народот. Со позив до граѓаните се јавија и од левица. Како гледате вие на овие протести? Ке има ли барем еднаш здрав разум и да се наминат себе си лидерите на оние политички партии кои што мислат дека Заев е најголемиот проблем што нанесува штета на Македонија, да се обединат и заедно да протестираат, а не секој посебно? Пред малку спомнав и сега нагласам дека оваа изјава на Заев има едно позитивно влијание во македонската јавност, кога осудите на тие безмислици што ги кажа се речиси едногласни. Позитивни се тие протести на опозицијата. Добро е што на ВМРО, на главната опозицијска сила, и се приклучија и другите помали партии. Меѓутоа, знаете, тука голем хендикеп е пандемијата, која не дозволува да се направи еден голем митинг, разбирате, да се собере народот и да јавно, гласно и прецизно каже дека доста беше со една ваква власт. Велам, пандемијата е причина што се оди со протести со автомобили, сега велат неколку илјади беле излезени да протестираат, што е добро, меѓутоа нема тука една одлучувачка сила, разбирате, нема тука еден квалитет кој ќе покаже дека крај ќе демонстрира крај на ова што ни се случува. Велам, пандемијата е голем проблем и да не забораваме дека изборите, последните избори беа isфорсирани, само власта беше свесна дека ако не оди веднаш на избори, дека што времето повеќе поминува, ќе бидат нејзите шанси да повторно освои власта, ќе бидат се помали, и тоа по моje уверување, јас не сум експерт за тие работи, ја доведе до експлозија на вирусот, разбирате. Значи, тоа беше причина да вирусот доживее една експлозија која сега трае и го доживува својот максимум. И знаете се што е најинтересно, заказани се безсмислени предвремени локални избори во Штип и од Пласница, и заради тие избори, точно поради нив, разбирате, ништо не се презира. Во Македонија имаме веќе смртност, можеби највисока во светот, имаме преку 1000 заразени секој ден, што не е аларм, него треба да не загрижува, драматичен развој на тоа, ништо не се презема ради овие избори кои се, велам, чиста безсмислица. За не 7-8 месеци се бираат нови власти таму, опозицијата со право го бойкотира тоа, и јас ви тврдам дека дента кој ќе завршат изборите ќе направат и карантин и други мерки за да се борат против короната.
а во меѓувреме ќе умираат луѓе само тие да ги реализираат своите политички интереси. Тоа е нешто неприфатливо. Ја мислам дека нашиот народ ќе мора да ги остави таквите политики. Дај Боже тоа да биде што поскоро, за да можеме да тргнеме во една позитивна и правилна насока. Ни причини задоволство и ова ваше одвоено време за македонски корени, господине Никовски. Со желба за се најубаво до вас. Имајте си пријатен остаток од викендов. Здравие Боже, да се чуеме пак наскоро овде на Македонски корени. Пријатно, до слушање и секако до видување со вас. Беше задоволство. Поздрав на сите во Австралија, сите наши во Австралија и до сите македонци каде се иде во светот. Оптимизам мора да постои, Македонија ќе победи, договорите капитулантски кои беа подпишани траат додека траат, разбирате, али треба да добиеме водство кој ќе биде спремно да се бори, затоа што тие што не се борат пропаѓаат. Ако Македонија успеа да опстане македонците со векови и со милениуми, ја мислам дека нема никаква шанса сега во 21. век да не сотрат, иако намерите се силни, многу пошироки од колку Бугарија и Грција, али велам, во Виетнам имаше 650.000 македонци, 650.000 американци кои нели тамо ги држаа власта и режимот во Јужен Виетнам и на крај изгубија. 650.000 максимално наоружени американци против голорак народ кој на крајот победи затоа што правдата беше нивна страна и беа спремни да се борат. Правдата е наша, ако сме спремни да се бориме, ќе победиме. Господин Никовски, пред да го завршиме ова, реков веко завршивме, може ли да заклучиме дека за сето ова што и се прави на Македонија, од надвор и однатре, може да заклучиме дека некако Македонија е како несакано политичко чедо? Видите, точно тоа е суштината на ова што ни се случува, бидејќи американски висок функционер кој беше многу инволвиран во Македонија, на времето му кажа на Малевски, тогашниот министер за внешни работи, Македонија е детето од Катран, значи непосакувано. Тоа е нас најстрашното што ни се случува и кој ќе гледате наназад од 1990 година по распадот на Југославија, тоа апсолутно го потврдува. Се што ни се случуваше, чекор по чекор е бришење на македонизмот. Никој од нашите политички аматери не беше свесен за тоа и мислам дека крајно време е да се освестиме и да бидеме на линијата на фронтот во борба за она што е наше исконско и на што имаме универзално право, али велам, ако ние не сме спремни да се бориме, немаме перспектива. А ако не сме спремни да се бориме за оно што е наше, па да бидеме искрени, не сме да служиме ништо подобро од тоа. А јас мислам дека ќе дојдат луѓе кои ќе бидат вистински македонци и кои ќе се борат до крајот и правдата секогаш победува, иако таа често пати доцни. Остануваме и ве поздруваме со она дека македонецот е пиреј и само да се допре до земјата, пак ќе изрти. Не можат да уништат, вие неколку пати напоменавме се. Ви благодариме и ево и јас ви благодарам уште еднаш од двајцата нас. Имајте си пријатни мигови, ќе се слушаме во меѓувреме, а наскоро ве очекуваме повторно на Македонски корени, ако ви прија нашата дружба. Так, да се слушниме наскоро. Желба. Беше задоволство, поздрав за сите. Пријатно. Довидување.